Министерот за труд и социјална политика Ибрахим Ибрахими денеска ги посети пензионерите во Бања Банско, дел од првата група корисници на услугата за бањско-климатска рекреација. За прв пат нови археолошки истражувања на две локации во Струмичко. Заводот и музејот Струмица ќе продолжи со повеќе годишните ископувања по цареви кули. Античка забава во чест на богот Сатурн и неговото златно доба на земјата. Гевгелиските средношколци ја продолжија традицијата на Сатурналии. Дневник на телеканал А1. Добре дојдовте. Да го зачуваме нашето постоење, нашиот јазик и нашето битие, порача учесниците на вчерашните протести на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Граѓани низ цела држава и синоќа протестираа за зачувување на унитарноста на државата, додека сабота и недела се резервирани за викенд алтернативна програма. Во продолжение ви ги пренесуваме пораките упатени од Струмица, Гевгелија и Радовиш. Ги разберам и оние што сакат, но се плашат да не се приклучат. Ги разберам и оние што не сакат да не се приклучат. Но полека, еден по еден, и тие ќе се охрабрат. Започнат еден незапирлив процес на обединување на сите македонци. Народот ќе излезе од своите домови и ќе застане како жив штит во одбрана за зачувување на единствена Македонија. Мракот ќе го снема. Ново сонце ќе ја осветли и ќе ја грее нашата Македонија. Овде во Македонија 95% сите имате приватен имот. Секој има куќа или нива или викендица приватна. Но горе во Германија 95% сите се на стан. Само 5% имат приватен имот. Значи македонците се побогати од германците. Тоа да го знаете! И затоа сакат да не уништат, но нема да не уништат. Голема енергија е потребно за да се истрае оваа битка, ама е многу малку од онае што навистина го имаме во нас. Затоа ги повикуваме земјоделците, уметниците, докторите, професорите, музичарите, слободоумните, младите, спортистите, фрилансерите, интелигенцијата, новинарите и сите креативно-слободарски настроени македонци да ни се придружат во нашата намера и излезат во одбрана на унитарноста на Македонија, како и недвосмислено да ја осудат намерата на СДС да ја прифати албанската платформа, која е против сите нас македонци. Вечерва се обраќам до домашните и странски предавници. Доста со вашите лаги и инсинуации дека со дискусиите во собранието го губиме времето на граѓаните и дека ако вие бевте на власт, веќе немаше да се плаќа радиодифузна такса, дека ќе користевме и дневна ефтина тарифа. На струјата ќе имавме средна плата 500 и минимална 200 евра. Не е точно дека тоа вас ве интересира, а меѓу другото, тоа не е ни возможно, затоа што радиодифузната такса вие ја уведовте. Струјата и платите не зависат од вас, ами од приватни компании, на кои вие им ја продадовте електродистрибуцијата, така наречениот бомбона бизнис. Така да престанете да не лажете со шарени бомбончиња. Ваша единствена цел е да дојдете на власт, за да го испорачате на Сорос и албанците. Тоа заради што ви ги купи албанските гласови. Македонци, здружете се и напред за нашата мила татковина. Нема умор, нема одмор, за Македонија се работи. Зборуваат организаторите на протестите за заедничка Македонија зимале по 1000 евра на ден. Не по 1000. По 2000 евро ни даваат на ден, затоа што изборуваме и пешачиме, а на сите останати им даваат по 2,5. Во Куманово го извади албанското знаме, го симнаа македонското. Но за жал, толку се писмени да знамето го подигнам на пола копје. Жалат, затоа што нема да им успее тиранската платформа. Од овде
пред олтарот на Свети Спасо Радовишки му порачуваме и на Зоран Заев и на сите однародени македонци. Не се тргаме од оваа место. Остануваме, ќе ги чуваме институциите и не дозволуваме надворешни луѓе да ни кажуваат кој да владее со нив. Ние ја даваме довербата, ние ја земаме довербата. Овој народ му порачува на лидерот на СДСМ Зоран Заев дека доколку не се откаже од тиранската платформа, неговото име со најцрни и најголеми букви ќе биде запишено во историјата на македонскиот народ, ред до ред, со најголемите предавници, со најголемите изроди на оваа земја. Како што дал Господ Бог, утре е сабота, други ден недела, викенд, ќе одмараме во понеделник сите заедно со сплотени сили, уште повеќе, уште помасовно, во 19 часот излегуваме. Да сте ми живи и здрави, да живее Радовиш, да живее унитарна Република Македонија, да живее Македонија, вечна да е! Сорос имаше исклучиво силна улога за случувањата во Македонија, што се гледа од неговата јасна финансиска поддршка на невладините организации, во суштина политички организации, кои беа финансирани од Американската амбасада, која сака да ја сруши владата на Груевски. Вели во интервју за словеничката Нова 24 ТВ политичкиот аналитичар Себастијан Јеретич. Та странка дуи je bila sicer dokaj konstruktivna in recimo mnogi očitajo stranki VMRO, DPMNE, da je nacionalistična. Jaz bi prej rekel, da je to patriotska stranka, ker če bi bila res sovražno nacionalistična, nikakor ne bi oblikovala koalicije z albansko stranko in tudi ne bi vzpostavila tako moč albanske narodnosti v vseh državnih organih, kot jo je. Gospod Soros je imel izjemno močno vlogo v dogajanju v Makedoniji. Tukaj so zelo jasno pokazali podatki njegove finančne podpore tako nevladnim organizacijam kot političnim organizacijam. Celo ameriška ambasada je neposredno financirala tiste organizacije, ki so rušile vlado in oblast gospoda Grujevskega. Agenda gospoda Soroša in velikih finančnih krogov je dokaj jasna in to je nestabilnost balkanske regije. Министерот за труд и социјална политика Ибрахим Ибрахими денеска ги посети пензионерите во Бања Банско, дел од првата група корисници на услугата за бањско-климатска рекреација. Во Бања Банско во моментов се пристигнати 168 лица кои користат здравствени и сместувачки услуги со 7-дневен престој. 168 пензионери од различни градови од Македонија веќе неколку дена се дел од првата група корисници на бесплатна бањско-климатска рекреација. Велат дека престојот во Бања Банско им е корисен и за здравието, но и за социјалниот живот. По проектот сте? Да. Дали прв пат го користите и дали сте задоволни од услугите што ги? Многу сме задоволни. Многу супер. Не ме е прв пат, во ме е втори пат. И убаво и тој ги си поминав и сега. Од каде сте? Од Квадарци. Иначе сум многу задоволна. Ако сум прв пат се гледа тоа што е убаво, оддалеку се познава. Така, што користите од бања и дома услугите што се вие за спање, за храна, а иначе друго немам. Дружите ли тука? Како е да познавате нови? Добро, само нема терапија, само бања. Е тоа, а ние сме много болени. Каде доаѓате? Добар ден, Кавадарци. Дали прв пат доаѓате? Прв пат. Како сте задоволни од услугите? Добро, одлично. Има ли дружба? Супер, имаме дружба, се дружиме, да, мене ми е втор пат и многу сум задоволна. Убаво, само напред. Нив денеска ги посети ресорниот министер Ибрахим Ибрахими. Рече дека досега преку програмата за бесплатен бањски одмор во последниве 7 години престојувале 37.193 пензионери. Денеска пак тргнали првите годинешни корисници на програмата Туристички викенд. Решивме како влада да и ова година продолжи истиот проект. 20.058 лица аплицира за бањско-климатска рекреација и за туристички викенд за пензионери. 5.500 се некаде на бања и околу 2114 се некаде започна од денес и да користат можноста за туристички викенд. Како ресорен министер можам слободно да искажам задоволство бидејќи им нудија можноста на лицата кои што се пензионери
да користат здравствени услуги тука, но исто така и да помогнеме во развој на туризмот. Според министерот, програмата за бајнско-климатска рекреација и туристички викенд ќе продолжат и во иднина. Од една страна се корисни за максимално уживање на староста на околу 300.000 пензионери, од друга страна помагаат за развој на туризмот. 2017 ќе биде година на доста нови проекти на Националната установа Завод и музеј Струмица. За прв пат ќе се работи на нови археолошки истражувања на 2 локации во Струмичко, а ќе се продолжат и повеќе годишните ископувања по царевите коли. Завод и музеј Струмица годината ја започна со 2 нови проекти во делот на археолошките истражувања. Во периодот кој предстои, за прв пат ќе се отпочнат истражувања на калето над Банско или во археолошката терминологија познато како китка. Зафатите таму ќе имаат заштитен карактер, а се очекува да се опфатат ископени од Самуиловиот период, но бидејќи археологијата е доста комплексна, од музеот очекуваат да добијат и нови дополнителни резултати од овој локалитет. Кога Самуил 2014 година изгубил битката под Беласица, нели? Кога тргнал Василий II кон Струмица, освоил две утврдувања, едниот е Мацукион, а другиот е Термица. Во одредени сознани, одредени автори го лоцираат Термица токму на овој рит, на китка, така што се надеваме дека овде ќе добиеме нови интересни содржини кои што ќе ни дадат пред се, ќе ни го осветлат тој период на Самуиловите војни. Паралелно со првиот, за прв пат ќе се работи на уште еден проект. Се работи за локалитетот 2 могили кој се наоѓа во близина на населеното место Владевци. Интересни две могили кои што едната сметаме дека е римска, другата праисториска. Всушност последните анализи зборуваат дека ќе го фатиме оној период од доцното бронзено време, што во Струмица досега не е истражувано. Така што ете и тука ќе добиеме нови содржини за градот, за Струмичко, едноставно оние елементи кои што недостасуваат во историјата на Струмица и Струмичко, полека ги пополнуваме со нашите истражувања. Паралелно продолжува и минатогодишниот проект за археолошки истражувања на локалитетот Црква во подножјето на Цареви кулика и Ловендом. Таму активностите траат веќе 3-та година, а како што истакнува Рујак, минатогодишните сознанија даваат за право да се продолжи и понатаму со истражување, кое ќе потврди дека Струмица била не само административен, туку и духовен центар. ПАОК ентузијаст утре го организираат традиционалниот марш во чест на покојниот поранешен председател на друштвото Ванчо Атанасов. Се очекува учество на маршот да земат околу 500 учесници од регионот Македонија и соседните земји. Во недела планинарското друштво ентузијаст од Струмица ќе го одржи традиционалниот меѓународен марш во чест на покојниот председател на друштвото Ванчо Атанасов. Овој марш се одржува 18 години поред и како што вели Никола Ристов, член на председателството на ПАОК ентузијаст, ова е еден од најпосетените маршови во Република Македонија и очекуваат околу 500 учесници. Освен од Македонија, учество на маршот ќе земат и планинари од Бугарија и соседните земји. Во недела според годишната програма на активности на планинарското друштво ентузијаст ќе го организираме традиционалниот меморијален планинарски меѓународен марш Ванчо Атанасов во чест на прерано загинатиот наш председател Ванчо Атанасов на друштвото. Ова е една акција, активност на ентузијаст каде што земат учество многу планинари. Како што истакна Ристов, предвидено е учесниците на маршот да тргнат од старата автобуска станица во Струмица до Костурино, од каде ќе тргнат кон село Орманли. Планинарите ќе изодат средна патека одмарајќи на споменикот на 5 струмички студенти. Исто така, за сите учесници организиран е и заеднички ручек во планинарскиот дом Дедо Колјо Муртински. Како што вели Ристов, на маршот може да се приклучат сите граѓани кои сакаат да се рекреираат. Еве ги поканувам во оваа прилика сите граѓани на општина Струмица, љубители на природата, без разлика дали се планинари дали не, да си поминат еден убав викенд на планината Беласица, каде што, како што напомнав, нема некои финански трошкови, немат никаква обврска, едноставно само треба да си имат опрема, некоја мајца, некоја леко палто, добри обувки и да се расположени за дружење. ПАОК ентузијаст редовно организира планински маршови на кои учество земаат и планинарските друштва од југоистокот.
Заврши издавањето на евидентни листови за тутунопроизводителите за реколтата 2017. До рокот кој траеше до вчера во подрачната канцеларија на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во Радовиш, издадени се вкупно 3200 барања. Денес се поднесени 3200 пријави, исто така се издадени 3200 евидентни листови со кои се земјоделците одат и прават договор за реколтата 2017. Секоја година тие се основни податоци кои треба да ги достават кај нас, значи барање доставуваат барање, со кое барање ние издаваме евидентен лист кој е услов за склучување на договор со предпријатие кое е задолжено за откуп на тутунот за реколтата 2017. Текот на почетокот на март заради сењето на расади и исклучувањето на договори, давањето на семе, значи производителите бара семе имаше некој малку гужва, но во рокот 15 дена беа издавани евидентни листови. За наредната сезона, значи мислам за производството 2017, пријавувањето ќе почне од 15 април, па до 31 јуни. Критериумите се исти, поднесувањето на барање е исто како ланската година, нема процедури. Процедурата е иста, нема никакви промени за оваа година 2017. Со пародијата Орфеј и Евридика, средношколци и професори од гимназијата Јосиф Јосифовски вчера вечер во Гевгелија го реализираа проектот Сатурналии. Станува збор за античка забава во чест на богот Сатурн и неговото златно доба на земјата, односно за некои личности и митови од грчко-римската митологија. Со пародијата Орфеј и Евридика, средношколци и професори од гимназијата Јосиф Јосифовски од Гевгелија вчера вечер го реализираа проектот Сатурналии. Станува збор за античка забава во чест на богот Сатурн и неговото златно доба на земјата, односно за некои личности и митови од грчко-римската митологија. Всушност, учениците кои што го изучуваат латинскиот јазик, тоа се мои ученици, го реализиравме проектот со цел да се забавуваме. Сатурналиите во антиката се одржувале во декември месец и тоа било голем маскенбал, голема забава, кога слугите се маскирале во господари, господарите во слуги, значи си ги менувале улогите, се со цел да се чествува златното доба на земјата, како што кажав. Сатурналии кај древните римјани бил празникот во чест на Сатурн, татко на Јупитер, Јунона и Нептун. Фестивалот траел од 17 до 23 септември, а во тој период престанувале да важат вообичаените општествени норми, па така робовите добивале дополнителни привилегии, биле ослободувани од секојдневните обврски. Празникот Сатурналии започнувал со пренесување на жртва, колење на прасе, а по гости се подарували и подароци. Се изговарале само хумористични и забавни закачки, вратите и прозорите се украсувале со свежо цвеќе, а сината и златната боја биле бои на празникот. Во полниот хол на Домот на културата 25 мај во Валандово вчера вечер познатата ТВ водителка, музичар и писателка Сузана Турунџиева ја промовираше својата најнова книга Среќометар. На присутните авторката им порача дека пред нив е книга која не се чита во еден здив, туку можат да се навратат на неа секогаш кога имаат некоја животна дилема за која бараат решение. Среќометар е последната книга на познатата ТВ водителка, музичар и писателка Сузана Турунџиева, која вчера вечер ја промовираше пред валандовската публика. Ова е прво нејзино дело од областа на мотивацијската литература која содржи 20 на посебни поглавја. Книгата говори за тоа како да ги читаме знаците кои ни ги остава животот додека одиме по нашиот личен пат, а за кои честопати не сме ни свесни или се правиме дека не ги забележуваме, вели авторката. Среќометар говори и за тоа дека сите живееме во едно несреќно време, посебно изразено на овие простори, каде луѓето единствената утеха и спас ја гледаат во заминувањето од земјава. Среќата е нешто по кое сите ние копнееме. Јас лани ова време ја отворив приказната за потрагата по среќата, несвесно со моите 5 минути, за кои зборував цела пролет дека 5 минути не се оние кои ни доаѓаат само еднаш и никогаш повеќе, туку 5 минути треба ние самите да ги создаваме,
растејќи одвнатре и себе спознавајќи се непрестано. Бидејќи човекот кој што престанал да се радува, човекот кој што престанал да комуницира, човекот кој што престанал да наоѓа смисла и одговори за својот живот и за своето јас, тој човек исто и како да не е живеел, просто го пензионирал својот мозок, а на многумина тоа им се случува од мигот кога завршуваат факултет, или се вработуваат, или кога стапуваат во брак и така натаму. Тука е крајот на нашиот интелектуален развој и застануваме, чекаме плата, чекаме одмор, чекаме нова година, Божик, Великден и се така одново и одново секоја година. Гледано од денешна перспектива, Турунџиева вели дека никогаш во животот не помислила дека еден ден ќе почне да пишува и тоа да го прави во континуитет. Веројатно најголемата болка душевна која ја почувствував пред 15 години кога го изгубив мојот единствен брат, ме натера да се нурнам во соперото на хартија и на хартија да ги извадам некои мои емоции, заклучени, затворени, неодговорени прашања и многу нешта кои мислев дека ќе бидат чисто за себе, за јас да си олеснам, бидејќи читајќи психолошка литература и популарна психологија, следев совети од психотерапевти дека кога нешто те тишти, дека кога нешто ти тежи, земи запиши го на хартија. Истовремено авторката започнала со работа на 8 нови дела, кои се уште во развојна фаза, а која од нив ќе биде следната нејзина книга, вели ќе покаже интуицијата. По повод Светскиот ден на шегата, најмладите радовишани со креативни маски продефилираа низ градот. Еден од најубавите настани реализиран што се организира на општинско ниво е токму априлијадата во која се вклучени нашите дечиња од детската градинка Ацо Караманов. Ние секоја година учествуваме на овој настан. Оваа година ќе се представиме со 5 групни маски и еден сценски настап. Музичко-сценски настап. 5 групи кои што ќе настапат со групни маски се, 3 се од објектот Цветови и тоа Штрумфови маска, Еко Барок и Моцарт. Исто така ќе настапи воспитната група од село Ињево, тоа Чирибу Чириба под наслов и воспитна група од објектот Управна зграда, а тоа е Предвесници на пролета. Со музичко-сценски настап ќе се представат дечињата од Управна зграда, големата група. За овој настан се подготвувавме од прилика околу 2 недели. Овде морам да упатам и благодарност до родителите кои што активно се вклучија околу материјалната помош. Значи, тие беа исто така заинтересирани се за радоста на нивните дечиња. Исто така и голема благодарност до креативноста на воспитувачките кои што дадоа стварно голем допринос за да ова што ќе го видиме денеска изгледа така волшебно. За прв пат по 35 години атлетичарите од клубот Партизан од Радовиш беа дел од државен надпревар по гимнастика. Од надпреварот тие се вратија со бројни медали и високо освоени места. Деца толку добро го презентираа нашата школа и освоја неколку медали. Земавме второ место во категорија до 9 одделение, трето место до женски Ангелова Мила категорија до 5 одделение, Прастов Никола трето место и Зифовски кој претходно реков второ место. Тоа е голем успех за нашата школа, поготово во најубавиот спортот кој е двигател на сите спортови во било кој сегмент и затоа сакам да кажам голема благодарност до нас учениците, нашите предпоставени, директорката и сите оние фактори кои ни овозможуваат да тоа го спроведуваме. Еве јас многу години се мачам во нашата спортска сала, работиме спортска, рекреативна гимнастика, кој за жал многу родители ја сакаат, а кога се работи нема деца. Овие деца макотрпно доваѓаа секој ден, работиме така и ете резултатите дојдоа на вистинско место. Затоа ја користам можноста да ги поздравам и се заблагодарам, а на останатите деца и родители кои сакаат да нивните деца бидат спортски развиени, деца да постигнуваат резултати не во гимнастиката, мора претходно да сватат едно, да го посетуваат друштвото за телесно воспитување по старо име Партизан, каде се работи претежно на развој на психомоторните способности, кои се предуслови за станување на спортисти. Академија Пандев сателитски ќе следи работата на своите фудбалери. Струмица во Скопје ќе си ги одмери силите против Вардар. Во продолжение и останатите вести од спортот.
Академија Пандев во Струмица ја промовираше најновата опрема, преку која сателитски во секој момент ќе се следи работата, капацитетот и перформансите на своите фудбалери во желбата за што подобар ниве на развој. Капитенот на македонската репрезентација Горан Пандев во насока на создавање што подобри услови за работата на својот тим. Заедно со стручниот тим од Академијата се одлучи набавка на 24 GPS уреди. Академија Пандев е прв клуб во Македонија кој ќе работи со ваква опрема за време на тренинзите, но и надпреварите, а втор на Балканот по грчки Панатанаикос. Опремата е вредна 30.000 евра, набавена од Италија, а со неа тренерите во клубот ќе имаат детална слика за работата на организмот на секој фудбалер, неговиот напор, енергија, истоштеност, сила и колку тој е подготвен за еден надпревар. Денеска се игра четвртото коло во втората фаза од кошаркарската Суперлига. Дерби надпревари како за врвот, така и за дното на истата. Лидери засега се непоразнените екипи на МЗТ Скопје и Карпош Соколи. Едно е сигурно, по ова коло ќе има само една екипа која нема пораз по 4 отиграни надпревари во борбата за титулата. Карпош Соколи го пречекуваат актуелниот шампион МЗТ Скопје во ВИП арената на спортскиот центар Борис Рајковски од 18 часот. Во истиот термин во градски парк ќе се одигра уште едно дерби помеѓу Работнички и Кожув. Иво Кавадарци Фени Индустрија е домакин на вице-шампионот Куманово. Во борбата за опстанок во плејаут лигата, Охрид ќе го нагости Пелистер, додека Струмица во Скопје ќе се ги одмери силите против Вардар. Пандев е Пандев, без разлика на возраста. Убаво се виде со Белорусија што значи тој за нашата репрезентација. Токму затоа селекторот Игор Ангеловски не крие дека го сака капитенот и за идниот квалификацијски циклус, оној за Европското првенство 2020 година. Еве да открием една тајна. Не ме интересира колку години ќе има капитенот од 2018 година па натаму. Јас го сакам во репрезентацијата, го сакаат и неговите колеги. Дали ќе игра 10, 20 или 30 минути или пак цел меч, ако има сила, нас не е потребен и неопходен. Покрај него, сите други се подобри. Истекна во делот интервјуто за македонски спорт предводникот на нашата најдобра репрезентација Игор Ангеловски. За крајот овој дневник да проследиме што е ново и актуелно надвор од границите на Македонија. Повеќе од 100.000 куќи во моментов се без струја како последица на ураганот Деби што ја погоди Австралија. Циклонот погоди подрачје од над 1000 километри и нанесе голема штета поради која десетици австралици се заробени од поплавите на источниот брег од земјата. Урнати се многу мостови, уништени се и патишта, наведуваат британските медиуми. 6 големи реки го достигнаа нивото на поплави, а водостојот и натаму расте. BBC претходно јави дека 2 жени го загубиле животот, повикувајќи се на информација од австралиската полиција. Властите стравуваат дека уште луѓе го имаат загубено животот заради постојаниот раст на водостојот на реките во текот на ноќта. Демонстранти го запалија Парагвајскиот конгрес откако Сенатот тајно изгласал измена на уставот со која на председателот Орасио Картес му се дозволува повторно да се кандидира. Демонстрантите влегоа во зградата на конгресот и ја запалија само еден ден откако одлуката за кандидатурата на Картес била донесена за затворени врати. Според уставот усвоен во 1992 година, по 25 годишниот диктаторски режим во таа земја, председателскиот мандат е ограничен на 1 до 5 години. Меѓутоа актуелниот председател сака да ја отстрани забраната за повторно да се кандидира. Грчкиот министер за миграцијска политика Јанис Музалас денеска изјави дека ситуацијата во камповите за мигранти на Хиос е доведена до критична точка. Како што јави дописникот на Мија од Атина во говор во грчкиот парламент по последниот обид за самоубиство на мигрант кој се самозапали на Хиос, Музалас рече дека ситуацијата на Хиос го надминува она што островот може да го поднесе. Според него, на грчко копно досега се пренесени 2500 бегалци и мигранти, а 1200 сами се префрлиле. Австрија одлучи да ја тужи Германија поради воведување патарини кои според Виена се во спротивност со договорот во Европската Унија што се однесува на еднаквост на сите граѓани на Унијата. Министерот за сообраќај на Австрија изјави денеска на пресконференција дека ќе биде поднесена тужба пред Европскиот суд бидејќи патарината во Германија е дискриминација врз основа на државјанство. Пакетот закони со кои се воведува спорната патарина усвоен е претпладне во германскиот Бундесрат, откако пред неколку дена го прифати Бундестагот. Новите закони се очекува да бидат применети од 2019 година. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со телеканал А1. Од мене пријатно.